Господе, колку работи се случи денес. Помина цел ден викот на се. Јас сакам тато да умира секој ден за да не одам на училиште. Маго тепав без престап. Слугинката Доро трчаше по мене како понизен пес. Што ќе му се очила со затворени очи? Што ќе му се? Ај Карла се уште беше на коленици. Погледне ме, мами, сум секогаш сам. Што направив јас го? О, апатичен маж, ти никогаш не знаеше да ги избереш добрите моменти и бам, хиштав во најлошите моменти. И потоа таа што одеше надуена како балон 9 месеци и што припаѓаше по кешињата бев јас. Транси постојано беше со ми веднаш и вечер ми доаѓа како луда. Кармен! Кармен! Еваристо ми слика портрет! А јас по цицки? Нема, разголена. И секој ден да одиме со огромна книга на главата. Да гледате како и книгите може да послужат за нешто. Да знае да оди, да знае да гледа, да знае да се насмевнува. Не може да се опише идеалната женственост во помалку зборови. А вие сте запнале со културата. Културата, превртувате небо и земја со тоа вашата кампања на Елко Ерео и сиромашните и богатите да одат на факултет. Марио, секој ќе те видев како се причестуваш, морници ми го лазеа телото. Ти секогаш имаше пролетерска жичка. И секогаш кога ќе те видев качен на тој велосипедот, јас ќе застанам во негова одбрана. Италијаните за време на војната? Каква возбуда! Вален вели дека Мусолини ги избрал само највисоките, оние што гледаат најубаво за пропаганда. И дефинитивно баталјонот што дојде кај нас направи вистинска револуција. Сите им фрлавме цвеќиња! Италија!